Која е целта на партијата? Земјата е аутсайдер во светски рамки од аспект на политика, од аспект на напредок на реформите, ако сакате и на демократијата во денешно време. Економски сме тотален аутсайдер на балканската економска сцена. Алијансата за позитивна Македонија сака да направи еден свич, што би се рекло, еден прелом, еден брейк, од аспект на тоа да прво ја култивираме политичката дебата во земјата, да ја подигнеме на едно повисоко ниво. То вие најавивте дека на есен е можна коалиција со партијата Гром на Стефчо Јакимовски и Либералната партија на Иван Величковски. Знаете, од оваа перспектива денеска не можеме да дискутираме за коалиции, заради тоа што нити знаеме кога ќе има избори парламентарни, со оглед на тоа дека ние сме еден нов субјект кој претендира за брзо време да го освои просторот во центарот, помеѓу двата големи блока. Коалициите се подразбираат дека во еден момент тие може да бидат, како викаат, секој со секого во коалицијата може да коалицира. Тоа и до сега е покажано во праксата. Значи вие не ги исклучувате опциите да... Ние ништо не исклучуваме. Ние не се бавиме со тоа прашање во моментот и сакам тоа да остане силно забележано. Економската програма и ние таа ќе ја дадеме на увид во јавноста за многу брзо време и ќе ја понудиме на секој можен коалиционен партнер утре кога би требало да се прави коалицијата. Во моментот нас не занима тоа со кој ќе коалицираме. Сега гледано, така да речеме условно речено идеолошки, нас комплементарна ни е позицијата на Гром и на либералите. Не можам да скрием дека ние имаме контакти со нив, значи се гледаме, разговараме за можни коалиции во тој дел. Меѓутоа, во моментот нема ништо од сето тоа. И ќе искористам приликата, имаме готов проект за отворање на 100.000 нови работни места во Македонија во реалниот сектор, во секторот на компаниите. Се разбира дека начинот како се пласира Алијансата за позитивна Македонија веројатно ќе овозможи добра мисла и кај членовите и симпатизерите на другите партии, на другите два блока, да размислат позитивно и да ни се придружат. Како би се финансирала партијата? Како би обстоеле на сцената? Па, знаете, тоа е конвенционално прашање во суштина. Сите партии во светот се финансираат од членство, од чланарина и од донации. Така да веројатно и нашето движење ќе се финансира на истиот тој принцип. Со големите македонски инвеститори разменуваме ставови за тоа што и треба, па и со малите инвеститори, бидејќи, да повторам, една од основите на нашата платформа е тоа дека Алијансата за граѓанска Македонија се обраќа до секој индивидуалец во земјава кој се чувствува слободен и кој се чувствува доволно работоспособен и кој се чувствува инвеститор.